Сега би сакал да со овие половина час што ни преостануваат малку повеќе да размислиме за Мелхиседек, не како личност, бидејќи за него не се кажува многу што, и тоа што се кажува веќе го прочитавме и го кажавме минатата сабота, туку за тоа единство во неговото име, единство помеѓу функцијата цар и свештеник. Малку повеќе би сакал за оваа тема вечерва. Има еден стих во првото Петрово послание, каде што се употребува изразот избран род, царско свештенство. Кој е тој стих? Прво послание на апостол Петар, тој е стих каде што Петар цитира старозаветни зборови. Да го најдеме тој стих. Каде во Петровите посланија постои тој израз царското свештенство? Бидејќи во тој израз повторно го имаме единството на тие две функции, на цар и на свештеник. Прво Петрово послание, 2 глава. Ќе почнеме да читаме од 6 стих, како еден поширок контекст, бидејќи и таму апостол Петар тука цитира старозаветни стихови, старозаветни зборови. Значи, да, 9 стих е царското свештенство, а ќе почнеме да читаме од 6 стих. Прво Петрово, 2 глава, од 6 стих па до 10. Зашто во писмото стои напишано: ете, на Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцен. И кој верува во него, нема да се посрами. Според конкордансот тука е Исаија 28:16, стихот што тој го цитира. Вие, вам пак, кои верувате, тој, мислејќи на Христа, тој ви е чест, а за неверниците, Христос е што? Каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник или аголен камен. Камен од кој тие се сопнуваат и камен на кој паѓаат, зашто не му се покоруваат на Словото, затоа се тие и одредени. Но вие, значи има многу неверници, што се однесува до Евангелието, што се однесува до Христа. Дури меѓу они што се нарекуваат со неговото име. И од секојаш било така. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. И бидејќи ова е соборно послание, кој што напишено значи до сите христијани, не само од првиот, туку од сите векови, значи до нас денес, повеќето христијани биле по потекло незнабошци. Од народите не биле евреи по потекло. Повеќето христијани. Зато 10 стих вели: вие, кои некогаш не бевте народ, замислете. Не бевте, а шо бевте ако не бевте народ? Значи, за да не бидете народ, значи дека не сте луѓе. Или евреите велеа кучиња за незнабожците, а денес од Дарвин навака е популарен мајмунот. Ако не бевте народ, што бевте? Мајмуни. И интересно е, че последнија 2 века, кој не верува и не се покорува на Словото, тој прифаќа да верува во своето наводно мајмунско потекло. Како тоа се намести.
или верувам во Божјото Слово и сум избран род, царско свештенство, народ Божји, 10 стих вели. Вие кои што некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божји, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Или ако не верувам, тогаш сум мајмун или куче. Не сум ниту човек, помалку од човек, помалку од народ. И за жал, поголемиот дел од светот така и се однесува денес. Се однесува како да се животни, а не луѓе, бидејќи избледува Божиот лик кај луѓето. Луѓето затоа и сакаат да бидат животни, бидејќи тоа повеќе им одговара. Повеќе им одговара мајмунското потекло и педигре. Зошто? Бидејќи мајмунот нема одговорност. Мајмунот може да биде и хомосексуалец, може да биде и блудник, може да биде и крадец, може да биде и било што. Мајмун. Нема одговорност. Кој од нас ќе покаже со прст на некој мајмун и види го овој каков? Каков што си е по природа. Некој од животните не бара одговорност. Лавот не е убиец, затоа што убива други животни за да ги јаде. Не е виновен што тоа го прави. Нема морална одговорност животното. И зашто сакаат луѓето да бидат повеќе да имаат животинско потекло, отколку да го имаат Божиот лик, затоа што не сакаат одговорност. Сакаат да бидат неодговорни. Тоа е одлика на човековата грешна природа. Каде првпат се кажани овие зборови за царското свештенство? И овие зборови апостол Петар ги цитира од Стариот Завет. Не се кажани првпат во Новиот. Обично протестантите велат, царско свештенство, тоа значи во Стариот Завет имало свештеници и обичен народ лаици, а сега во Новиот Завет сите сме свештеници. Значи, така да реченото свештенство на сите верници. Меѓутоа, апостол Петар не ги измислил овие зборови царско свештенство. Овие зборови ги цитира од Стариот Завет. Уште на Стариот Израел му се кажани овие зборови. Не е нешто од Новиот Завет првпат воведено. Не е некој нов концепт, како што Христовите две заповеди не се нови заповеди. Туку се цитирани од Моисеевиот закон. Ке отвориме во Излез или втора книга Моисеева, 19 глава, позната глава, која што има многу врска со пораката за оправдание со вера и често пати сме цитирали изминативе 10 години, во контекст на Минеаполис 1888 година и темата за двата завета и вечниот завет посебно. Значи, Излез или втора Моисеева, 19 глава. Израел се наоѓа пред Синај. И вели тука, ќе почнем да читам од првиот. Во првиот ден од третиот месец, значи излегле кога? 15-тиот ден од првиот месец излегле, кога била првата Пасха. Првиот ден од третиот месец, колку време патуваат, месец и пол сега патуваат, и првиот ден од третиот месец, откако излегува синовете израелски од египетската земја, во ден на млада месечина, значи на почетокот на третото, вели првиот ден, стигна во Синајската пустина, се уште не се на Синај, туку пред Синај. Пред планината Синај се наоѓа Синајската пустина. Исто име. Поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората, значи спроти Синајската гора. И Мојсей се искачи кај Бога, третиот стих, и му се јави Господ велејќи, кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Како повторам овој стих, Господ им се обрати значи на израелците преку Мојсеја велејќи, сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Еве израелците ги видоа Божите чудесни дела. Па сега, ако го слушате гласот мој
и го пазите заветот мој. И тука Вагонер направи пауза и рече, кој завет? Си постави прашање. Не е они што допрва ќе го склучат на Синај, уште неколку дена подоцна. Туку, они завет кој што веќе бил на сила, уште од Авраам. Ако биле послушни и го пазале тој завет, Аврамовскиот завет, немаше да има потреба од Синајски завет, или така наречениот Стар завет. И ако го послушаат тој завет уште тогаш, Господ им вели, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И дали само тоа? Значи, Петар тоа го рече, избран род. Се сеќаваме. Туку во 6 стих вели, и ќе ми бидете царство на свештеници, вели овој превод, и свет народ. Како вели Константинов ме интересира? Значи, свештеници, кажува. Значи, царското свештенство, веројатно, не сум проверил, не е толку битно, веројатно во еврејскиот израз така се кажува, царство на свештеници, буквално. Може да кажеме и царско свештенство. Меѓутоа, овој израз е многу интересен. Царство на свештеници. Уште тогаш, пред Синај, Господ целиот Израел го нарекол, односно, ако го послушаа заветот, ако беа верни, тоа беше условот. Сите израелци ќе беа свештеници во некој смисол. Не значи дека сите израелци ќе учествуваа во службите во храмот, во светилиштето, во обредните жртви. Како што и денес, не значи дека секој христијанин, секој обичен верник врши крштевање, света вечера. Не, значи, постои разлика меѓу самите верници. Постојат тие чинови и тогаш постоеле и сега, но кога целиот народ се прогласува за царско свештенство, царски свештеници, тоа значи дека целиот народ и последниот и најмалиот верник во црквата или во државата, Господ го гледа како негов свештеник, е некаков свештеник во известен смисол. Секој може да му послужи на Бога. Ако му служиш на Бога, си свештеник во некој смисол. Затоа и имаме саботна школа, односно, да не биде само свештено лице некој кој што ќе служи од овдека, од ова место. Туку секој верник да може да послужи. И не мора да бидеш на ова место, на катедра. Може и од место, како сега кога читавте утрински стихови, или како кога проучуваме библиска поука. Секој со нешто може да придонесе, или не мора да биде во црква тој ден. Секој може да биде на благослов за некој друг, а за слава на Бога, и на тој начин ќе изврши свештеничка служба, односно ќе му послужи на Бога. Се разбира, тоа може да го правиме и во обични денови, не само во сабота. Целиот народ, царско свештенство. Зошто царско? Затоа што гледаме целиот народ ќе бил наречен царство на свештеници. Зошто царство? Значи не е република на свештеници. Во Божијата држава нема демократија. Како кај вториот звер што проучувавме предладнево. Во Божијата држава нема република. Во Божијата држава нема парламент. Во Божијата држава има цар. И тоа свет цар. Безгрешен цар. Безсмртен цар. И тој истиот вечен првосвещеник по чинот Мелхиседеков. Безгрешен, свет, безсмртен. Не умира па да го наследуваат други.
Не е грешник кој што мора прво за своите греови да принесува жртва, па после за другите. Таков првосвещеник ни требаше, читавме во Евреите, 7 глава минатата сабота. Таков ни требаше, таков цар. Кој не би сакал таков цар? Пред да направиме анкета, што би сакале? Господ да биде цар, совршен, безсмртен, безгрешен. Да ви биде цар или овие мајмуни денеска? Да ви управуваат. Што сакате? Јас навистина би бил заинтересиран како би бил резултатот од таа анкета. Некои би сакале второто, точно. Има луѓе кои што не можат да издржат да живеат не само горе на небото. Имаше луѓе што не сакаат да живеат, Борче знае на кого мислам конкретно. Имаше луѓе што не сакаат да живеат во држава каде што имаше барем нешто што личи на ред, како во времето на Груевски. Барем нешто што личи на ред. Има луѓе што сакаат да има безредие во државата. Безредие, хаос, па тогаш и јас нема да плаќам ништо. Има луѓе што така сакаат. Да нема инспектори, да нема полиција, некои би сакали полиција да нема. Да нема УЈП, да нема ова, да нема она. Да нема некаков ред. Има луѓе што така сакаат. Има луѓе што се борат за тоа, се викаат анархисти. Цели движења, револуционерни партии и така натаму. Се замислите, значи, некаков земски ред, кој што пак некакви земски расипани власти го налагаат. Луѓето не би издржале во таков систем. А камоли во Божието царство. Грешникот не би сакал да живее во Божието царство. Ако сака и понатаму да биде грешник. На самиот почеток, имам што малку време, ова идеја, единството помеѓу царството, поимот цар и свештеник, што постои во името на Мелхиседека, Господ го планирал уште за првиот човек, уште на самиот почеток. Иако тоа во Битие баш не се гледа, значи никаде не се споменува поимот цар. Реков ја, ни за Аврам не се кажува дека е цар, иако бил голем газда. Не се кажува ни за Адам некаде тука дека е цар. Значи самата титула не се споменува. Но, сепак да се подсетиме, тогаш само го нафрлив, а сега би сакал да го прочитаме. Прва глава, уште 26 стих. 26 стих од Библијата. Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ. Значи не мајмун. Според нашиот образ. Ова е голема чест. Да создадеме некое создание, битие, што ќе личи на нас. На Творецот. Според нашето подобие, како што сме ние, ова е голема чест. И меѓу другото што? Што е првото, освен ова, ако е ова првото, што ќе личи на Творецот? Што е веднаш следното што се кажува како особина на тоа битие, на тој вид, на тоа создание? Кој ќе биде господар? Ако не цар, господар. Кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. И кога го создаде, потоа се вели во 28 стих, значи машко и женско, Борче го цитираше ова денес, според образот Божи ги создаде, машко и женско ги создаде,
И сега следниот стих вели: ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се, и наполнете ја земјата, и господарете над неја. Интересно, кога го создал човекот, Господ не планирал човекот да биде слуга, туку планирал да биде господар со другите созданија и со целата земја, бидејќи тоа е еден од аспектите со кои што го одразува Божиот лик, бидејќи Господ е цар вечен, бидејќи Господ е Господ, значи господар, тоа значи Господ. И овој што ќе личи на него, ова создание што ќе личи на него, да биде господар. Не да биде цар, слуга, се извинам, туку да биде господар. Елена Вајд пишува дека Адам и Ева биле создадени да бидат цар и царица на оваа планета. Дека е тоа така, значи почитавме на целата земја да господарат требаше, нели? Адам и Ева, царот и царицата. Читаме во Јов, се сеќавате во Јов. На почетокот, во првата глава од Јов, се собра на вселенскиот состанок пред Господа, кој све се собрал? Сите синови Божи. Ајде го радиме тој текст. Книга за Јов. Втора глава рече. Да, може да читаме од првиот стих. Еден ден дојдоа синовите Божии, да го запазиме овој израз, синовите Божии дојдоа, да застанат пред Господ. Кои се синовите Божии? Дали се ова ангелите? Ке одговориме на тоа прашање. Со нив дојде и ѓаволот да застане пред Господ. И му рече Господ на ѓаволот: од каде дојде? Не дека не знае Господ. Не бара информација. Му одговори ѓаволот на Господ и му рече: одев по земјата и ја обиколив. Интересно сега. Зошто синовите Божии дошле пред Господа на еден состанок и таму каде што се собраа синовите Божии дошол и ѓаволот? Дали ѓаволот спаѓа во оваа категорија синови Божии? Некој може вака да помисли. Па веројатно синовите Божии се сите ангели, па и ѓаволот како еден од ангелите. Но, дали синовите Божии се ангелите? Сега нека може да и така да ги нарече. Ако читате во Лука, каде што е даден во 3 глава родословот Христов, кој што оди назад не само до Авраам, како во Матеј, туку до Адама. Значи, овој беше син на овој син на овој, син. Соломон син на Давид син на Јесе и така натаму, Исак син на Авраам и така натаму, и доаѓа до Сит, кој што беше, Сит или Сет, син на Адам, а Адам син Божи. Тоа не значи дека Господ му е родител на Адам. Значи, Адам не е како Христос или не е некој битие што потекнува од Божијата суштина, од Божеството. Туку е наречен Син Божи затоа што тој е првосоздадениот, тој е оној што Господ го назначи да биде господар, да биде цар на оваа планета. И кога Адам падна во гревот, секој што прави, вистина ви велам, рече Христос, секој што прави грев е што?
Цар, господар? Не, тој е роб. Роб. Затоа Библијата ниту еден човек не го смета за господар на земјата. Сите се тие робови. И оние 13 души на врвот на пирамидата, што кога ги имаат сета власт, и манипулираат и раководат, и управуваат со пониските тутуритки, како овие што ги гледаме кај нас, например. И тие немаат власт, и тие се робови, и тие некому му се клањаат. И најбогатите и најмокрите луѓе на оваа земја, некому му се клањаат. Имаат некого над себе, како нивен господар. И тие не се како Адам, што беше на почетокот. Епа, кој е тој? На кого сите му се клањаат од овој свет? Тој е ѓаволот, се разбира. Тој е ѓаволот. Кога Адам падна, власта на оваа планета премина од негови раце во рацете на узурпаторот. Кој кого надвладе, вели Павле, кој кого надвладе, тој му станува, едниот на другиот му станува слуга или роб. Власта преминала во рацете на ѓаволот. И од секоја планета населена дошле синови Божии, дошле првосоздадените од тие планети на конференција на Вселенски совет пред Господа, а од ова планета не можел да отиде Адам, кој што бил одамна мртов, заради гревот, туку дошол ѓаволот, оној што ја узурпирал, окупирал планетава со грев, со својата власт, со својот бунт против Божијата држава, против Божијата влада, против неговото царство. Има една убава мисла што би сакал да споделам уште сега, уште еднаш, иако и порано ја цитирано. Ја прочитав првпат на сајтот на Православната Охридска архиепископија, мислам дека самиот Јован Вранишковски ја напиша, или ја цитирал од некој друг. Се сеќавам дека гласеше некако вака: кога Господ го создал човекот, го создал за да биде цар. Се му дал и власт, згора на тоа, на целата земја. Од своја страна пак, што требало човекот? Како требало човекот да реагира на сето ова што го добил, бесплатно и незаслужено, преку создавањето, значи, од сето тоа било благодат. Човекот требало сето тоа, значи, да возврати со љубов кон својот Творец, и сето тоа да му го принесе на Господа, да му го врати на Господа во жртва, како жртва. Значи, Господ го создал човекот да биде цар, а човекот требало доброволно да се откаже од таа титула, значи од љубов, како Јонатан, и да стане свештеник на тој начин што сето тоа што го прима, ќе го врати во Божја служба. Ќе го жртвува за Бог да се прослави, а не јас. Многу убава мисла. Не знам точно како гласеше, вака ја парафразирав малку. И цар, и свештеник. Како Мелхиседек. Како последниот Адам, како Христос. И првиот Адам, по Божи план, требаше тоа да биде. За жал, Адам тоа не го направи. Затоа што падна. Падна на испитот. Иако да, му беше дадена власт на целата планета, имаше една многу мала територија, многу помала од Ватикан. Може би помала од оваа сала, не знам. Една мала територија имаше, околу едно дрво, ништо повеќе, ништо пошироко. Каде што Адам немаше власт. Од тоа дрво му беше забранет плодот на тоа дрво, значи немаше власт на тоа дрво. По Божија волја беше така. Зошто?
бидејќи тоа беше единствениот начин на кој што човекот имаше слобода и избор. Господ сака да му служиме од слободен избор, значи од љубов. Кај што нема избор, нема љубов. Не е тоа љубов. Можеше он да создаде роботи, како вештачка интелигенција, тоа не е љубов, тоа нема смисол. Или да се купиш жена, да речеме, не мора да биде напумпана кукла од продавница, еве дека биде и вистинска жена, ама да нема своја лична слобода, туку да биде како некој робот, нешто што ти ќе го програмираш. Сакате таква жена? Мислам, може да сакате таква како слугинка, како робинка. Меѓутоа не е тоа љубов. Не е тоа тоа. Не е тоа вистината. Господ создал слободни суштества затоа што сака љубов, која што може да постои само од слободен избор, од слободата на создадените. И затоа, секогаш кога постои тоа, слободата, постои ризик. Затоа луѓето се плашат да создадат роботи кои што ќе имаат слободен избор. Не знам дали може да создадат такво нешто. Но, во сите филмови каде што се обработува таа тема, кога луѓето ќе создадат машина, што потоа самата ќе одлучува за себе што ќе прави, ќе има слобода, слободен избор, тогаш е само прашање на време кога таа машина ќе се побуни против човекот и ќе настане војна. Господ тоа го направил. Зошто се појавил гревот на планетата? Зошто воопшто грев? Зашто тоа било ризикот на слободата. Слободата го носи тој ризик. Господ сака слободни битија. Затоа такви создал. Затоа што кога слободното битие ќе ја возврати љубовта од слободен избор, не принудно, туку од слободен избор ќе ја возврати љубовта, значи од љубов, тогаш таму постои вистинска среќа, и вистинско единство, и вистинска заедница. Тоа е среќата всушност. Но, постои, значи, само еден ризик, а тоа е што слободата подразбира можност да се избере спротивниот пат. Патот на бунт против Бога и желба да се биде независен од неговата волја. Тој ризик мораше да постои. Не може да создаде слободен ум, а да ја нема можноста, опцијата да се побуни против него. Не може тоа што не е слобода, тоа што е програмиран ум, а не е слобода. Затоа Господ создал слободни битија со ризик дека ќе сгрешат. Тој ризик може да кажеме дека и прашање на време, кога ќе се случило, ако не бил Луцифер, може ќе бил некој друг, после милиарда години. Не е тоа суштината. Суштината е дека слободата го носи ризикот на гревот. Затоа и од вечноста е подготвен планот на спасение, затоа што конечно во Божјата промисла тоа е битното. Кога ќе победи, кога гревот ќе биде победен еднаш за секогаш, никогаш повеќе да не се појави. Затоа Господ го дозволил сето ова историја. Затоа што кога ќе поминеме ни сето ова искуство, како што поминавме, а целата вселена гледа и тие што не помина, никогаш повеќе нема да се јави грев во Божјето царство. Никогаш повеќе, бидејќи се знаеме сме го пробале тој. Пробана работа е тој плод. Забранетиот плод е веќе пробана работа и знаеме како изгледа. И никогаш во иднина никој нема да сугерира, нема да му текне да се побуни против Бога, затоа што тој пат е веќе искусен. Тоа е нешто веќе видено, дежави. Тоа искуство го знаеме и знаеме каков е тој пат, патот на бунт против Бога. Затоа никогаш повеќе нема да се појави бунт. Никогаш повеќе нема да се појави гревот, откако еднаш вселената ќе биде очистена од него. Господ го создал човекот да биде цар и човекот го имал тој избор да му возврати на љубовта на Творецот, да и возврати со тоа што ќе стане свештеник.
со тоа што ќе го врати сето оно што го примил од Господа, ќе го врати за негова служба. Самиот ќе се намали за Господ да биде единствениот цар понатаму. И се што се случува да биде според неговата волја било каде во светот и било каде во универзумот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.